Kemi paralajmërime në rrjetet sociale për protesta nga qytetarët të cilët kundërshtojnë vendimin e gjykatës për rastin Monstra për 6 akuzuarit dhe nga ana tjetër kundër protesta nga pala tjetër e qytetarëve. Sa qeveria e ka në kontroll situatën? Благодарам на прашањето. Прво да кажам дека протестите се демократска придобивка и тие се нормални во секоја демократска земја. Нема земја што има демократија, што нема протести. Тоа го гледаме и преку телевизиите и секој што престојува некаде во друга држава се уверува во тоа. Така и во Македонија. Се додека тие се мирни, тие протести секој би ги поддржал во смисла на нивното одржување. Од тој аспект, владата поддржува секој граѓанин кога чувствува дека има потреба од тоа да излезе на мирен протест и да ги соопшти неговите размислувања. Меѓутоа, протести во кои што се спроведува насилство, се напаѓаат институции, се оштетуваат институции, се напаѓаат луѓе, се закануваат животите на луѓето, на полицијата или на било кој друг. Такво нешто не се поддржува никаде во светот. Независно кој ги организира, кој стои зад нив и кој учествува во толпата. Од тој аспект, ние како влада, јас како премиер, немам ништо против организирање на протести, кои да се и од кого и да се. Меѓутоа, секако дека институциите на системот се одговорни да воведат ред, да воведат ситуација со која што доколку некој употреби сила, насилство, напад на луѓе, на личности, на институции, да го спреча тоа и да го елиминира тоа. Од тој аспект, јас уште еднаш ја користам оваа прилика да апелирам до секој оној кој има намера да учествува на тие протести, да се воздржат од употреба на насилни средства, бидејќи на тој начин нема да може да го добијат она што го зацртале, а само ќе создадат штета на идеите кои што ги имаат зацртано. Deri tek protestat erdhi si rezultati një vendimi të gjykatës për 6 akuzuarit me burg të përjetshëm. Dhe për këtë vendim qytetarët shqiptar dyshojnë dhe mendoni ju sa është indikuar politikisht ky vendim, marrja e këtij vendimi nga ana e gjykatës? Благодарам на прашањето. Прво да напоменам дека ова судење не е судење на албанците како што некаде можеше да се прочита деновиве или да се слушне. Ова судење е против конкретни лица со имиња, презимења и со дела за кои, еве да речеме, постои сомнеж дека ги направиле. Презумција на невиност се додека судската одлука не е финална. Така што тезата дека е судење против албанците е лажна теза, теза подметната со цел да се создаде лоша атмосфера, да се повлечат повеќе граѓани, да веруваат дека тоа е судење против сите албанци и дека сите албанци треба да реагираат на тоа. Не, тоа е судење за конкретни луѓе, конкретни имиња, конкретни презимења и конкретни дела што се направени и според Министерството за внатрешни работи, обвинителството, очигледно и според одлуката на првостепениот суд, дека има и непобитни докази за тоа што било направено. За жал, постапката е од таков тип, што сите докази не може да се изнесат на виделина, не може да се кажат, затоа што има специфични истражни мерки кои што се правени. И затоа што објавувањето на доказите пред да заврши целата постапка и пред самата пресуда да стане извршна, ќе ги направи тие докази без правна сила. Значи, доказите се од класифициран карактер, нивното вадење во јавноста може да ја одземе нивната правна сила. Тоа веројатно оние кои што ги организираат насилниот дел од протестите добро го знаат и затоа и се обидуваат да наметнат прво теза дека едно време слушав дека докази нема. Второ, слушнав дека доказите се неубедливи и невалидни. Како може да се неубедливи и невалидни кога тие не се објавени?
кога никој не ги слушнал. Според тоа, докази според Министерството за внатрешни, обвинителството и очигледно според одлуката на првостепениот суд постојат, од она што сум го слушал од Министерството за внатрешни работи и кажуваа дека истото го мислат и во обвинителството, очигледно според пресудата и првостепениот суд, тие докази се силни, тие докази се непобедни според нив. Меѓутоа остануваат и други инстанци во судската постапка, кои што треба да се сочека, да ги изанализираат уште еднаш тие докази, да ги разгледаат жалбите на обвинетите и да донесат конечна пресуда во однос на тие докази. Ние мораме да веруваме во судскиот систем, затоа што судскиот систем и судот е тој и само тој кој што може да одлучува по ова барање. По ова барање не може да одлучува влада, не може да одлучува политичка партија, не може да одлучува политичар, не може да одлучува медиум, не може да одлучува странска фондација која поддржува одредени медиуми во Македонија. По ова прашање исклучиво може да одлучува судот. И во тој контекст сакам да додадам дека секоја насилно обидување да се изврши притисок на судот ќе влијае негативно во целиот процес. Исто така да напоменам дека во судската постапка, од она што ми е познато, беа инволвирани представници на ОВСЕ и на други меѓународни институции или држави кои што посакаат да имаат своји представници и да го следат судењето. Така што судењето, од моите информации, имаше меѓународно наблюдување. Адвокатите на обвинетите и самите обвинети имаат право на жалба и второстепениот суд, апелациониот суд, таа жалба ќе ја разгледа. Јас верувам дека судот ќе донесе непристрасна одлука, дека таа одлука ќе биде подкрепена исклучиво на докази и дека нема да потпадне под ничие влијание. Јас во еден момент, во првите денови од како беше објавена пресудата, слушав различни коментари од луѓе кои што сакаа да долеат дополнително масло на огнот. Коментари од типот дека тоа е политичка одлука, дека тоа е партиска одлука, и кога вела дека е политичка и партиска, веројатно мислат дека тоа е нешто од владеачките партии, односно од ВМРО ДПМН. И ние веднаш реагиравме, затоа што ВМРО ДПМН никогаш не би си дозволила да влијае на суд, а уште помалку пак да влијае во судска постапка во која некој без докази или со неуверливи докази треба да биде осуден на доживотен затвор. Тоа ние никогаш не би си го дозволили и јас верувам дека судот нема да дозволи било кој од било која страна да влијае на него. Секој судија треба да има совест. Треба да држи до својот интегритет и да донесе правична одлука со која ќе има мирна совест и со која ќе има силна подкрепа во уставот и во законите. Одлуката мора да е законска, да е уставна и да се базира на цврсти докази. И јас верувам дека првостепениот суд донел таква одлука, меѓутоа треба да се почека и второстепениот суд да го каже тоа, веројатно потоа ќе имаат право на жалба и пред Врховниот суд, така што има се уште инстанци кои што ќе го разгледуваат случајот. Zoti kryeministër, qarqet e caktuara vlerësojnë se fajtor për gjithçka që ju ndodh shqiptarëve, jeni fajtor ju. Sa kryeministri Nikola Gruevski ndihet fajtor për gjithçka që ju ndodh shqiptarëve? Благодарам на прашањето. Морам да признаам дека во минатите години многу често се случуваше вината за некои лични неуспеси, на некои пропаднати политичари, или пак на некои политички партии, или пак на некои радикални групации. Ја префрва врз ВМРО ДПМН. Мојата грешка и грешката на ВМРО ДПМН е тоа што најчесто ги игнориравме и не одговаравме на тоа. Верувавме дека на граѓаните, особено на граѓаните албанци, им е сосема јасно дека тоа не е така. Меѓутоа, со тек на време,
установивме дека практично тие долгогодишни обвинувања и наши неодговарања доведоа до ситуација да многу албанци почнат да веруваат во тие лаги, во тие манипулации, во тие измислици. Јас ќе ви кажам една анегдота, можеби, што ми ја кажуваше пратеникот Антонио Милошевски во еден разговор со еден пратеник на една партија, која што е со етнички албански презнак. Разговараат и велат: сега сме во централната власт, имаме огромно влијание во локалната власт и сега граѓаните секоја грешка, пропуск и така натаму ќе ја препишуваат на наше име. И ние ја сносиме најголемата одговорност. Разговараат неформално во некој амбиент некаде, дали во парламентот или не знам каде. И овој полуна шала, полуна весина му одговара, вели: не, ние си имаме уште едно објаснување кога имаме проблеми и неуспеси. Што е тоа објаснување? Па тоа сте вие, ВМРО. Кога не можеме нешто да објасниме, ќе кажеме ВМРО е виновен заради тоа. Atëherë, e ndjeni ju veten fajtor për gjithçka që ndodh shqiptarëve në Maqedoni? Значи, јас се осеќам, јас се чувствувам за заслужен за многу работи со кои што допринесовме за подобар живот на албанците во Македонија. Јас се чувствувам за заслужен заедно со моите колеги во владата, со коалициониот партнер, но начело со мене и под силна моја енергија и упорност за изградба на многу патишта, за отворени многу работни места и донесени инвеститори, за давање на многу субвенции на земјоделците, се разбира и на земјоделците албанци. Тоа се патишта низ кои што возат и македонците и албанците, и турците, и ромите, и власите, и бошњаците, и србите, и сите останати. Се чувствувам заслужен за многу работи во здравството, за многу изградени и реновирани болници, за многу донесени опрема и апарати за болните, каде што не се прави разлика дали е албанец или е македонец. Се чувствувам заслужен за многу реформи во образованието што го подобрија квалитетот на образованието. Се чувствувам заслужен за многу работи кои што ги правев целиот овој период што е зад нас. Да помогнам на сите граѓани во Македонија, независно дали се македонци или се албанци, или се турци, срби, роми, власи, бошњаци или било кои други, или се христијани или се муслимани. За мене сите се исти. Сите сме граѓани на Македонија. Сме живееле низ векови заедно. Сме поминувале низ потешки периоди и низ полесни и пубави периоди. И низ лошо и низ добро. И ќе останеме да живееме заедно. Тоа е нашата судбина, тоа е нашата иднина. Вакви ситуации имало понекогаш, се преминувало преку нив. Има и сега, и убеден сум ќе се најде начин да се премени преку овие. Сакам да напоменам една работа, дека од она што се гледа од овие протести, во делот на насилното однесување, не во делот на протестите. Значи, протестите како протести се во ред. Во делот на насилното однесување, нашите информации говорат дека зад нив стојат луѓе кои што имаат други агенди, луѓе кои што се задоени со верски радикализам. И треба да се внимава на тоа. Не беше случајно што видовме и знамења на некои подалечни држави, извикувања на некои пароли кои директно асоцираат на тоа. Треба да се внимава затоа што некои луѓе го користат етничкиот презнак на албанците со цел да остварат некои други своји цели, кои што не се цели за да им се помогне на албанците, туку се цели поврзани со туги интереси, кои што не се интереси на албанците во Македонија. И морам да кажам, мошне вешто го прават тоа. Успеа да убедат и една поголема група на граѓани, албанци, кои што им се придружија во протестите. Веројатно внесоа сомнеш кај поголемиот дел од албанците во Македонија во смисла на овој
судски процес. Сомнеш дека тоа е политичка одлука, сомнеш дека за тоа стои ВМРО, сомнеш дека за тоа дури стојам јас како Никола Груевски. Знаете што? Да направиш чекор со кој што некого ќе го осудиш цел живот да лежи во затвор, а да е невин или да нема докази за тоа. Тоа е голем греф. Тоа не смее да му се случи никому. И јас не би си го дозволил никогаш мене да ми се случи. Независно дали се работи за албанци, или за македонци, или за турци, или за било кои други народи, луѓе, религии и така натаму. Така што апелирам до граѓаните албанци, кои што не се дел од ова помала група на верски фанатици и радикали, под влијание на други подалечни држави и со други цели. Ним им апелирам внимателно да го следат процесот, да не потпаѓаат под дневни манипулации на одредени портали или поединечни новинари или медиуми. Некогаш и тие се заведени. Некогаш се и дезинформирани. Треба многу внимателно секој да преоценува пред да донесе заклучок. А јас сум убеден, времето ќе докаже кој бил во право. Дали е судот во право или групата насилници кои што се обидува и повредија многу полицајци. Меѓу повредените полицајци имаше и многу албанци. Зоти Kryeministër, megjithatë, protestat i mbështetën edhe kuptohet jo të dhunshme dhe paqësore dhe Tirana dhe Prishtina e zyrtare. Ndërkohë që dje, VMRO DPMN doli dhe komentoi lidhur me deklaratën e një dite më parë të kryeministrit shqiptar Edi Rama. Këto ngjarje, këto protesta dhe reagimet që pasojnë më pas mund të ndikojnë në ftokjen apo në përkeqësimin e marrëdhënieve ndërfqinjësore? Јас господинот Еди Рама го запознав при неговата посета на Македонија, а потоа имав уште една до две прилики да се сретнам на други настани на кои што заеднички учествувавме и имам доста позитивно мислење за него. Тој е кратко на оваа функција и јас верувам дека тој е дезинформиран кога кажа дека причината за протестите во Македонија е неспроведувањето или недоволното спроведување на Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор е во врвот на нашите приоритети и ние, заедно со нашите коалициони партнери, континуирано работиме на негово спроведување, без застој и без заостанување. Да, имаме и по некои несогласувања, но ние ги решаваме низ диалог. Ние и како партија и како влада, а колку што знам и самата опозиција и опозиционите партии, сите си имаме декларирано дека рамковниот договор ќе се спроведува. И тоа и го правиме. Јас верувам дека господинот Еди Рама бил дезинформиран, тој е релативно кратко на оваа функција. И она што е значено и што сакам да го потенцираме, дека мотивите на оние демонстранти кои што насилно демонстрираа, не на оние што не насилно, туку само оние што насилно демонстрираа, не е Охридскиот рамковен договор. Нивните мотиви се други. И верувам кога господинот Еди Рама малку подвалоко би навлекол во мотивите на оние луѓе кои што го организираат се тоа и кои што албанците како етничка заедница ги користат како параван, односно ги злоупотребуваат, кажувајќи дека ова е нешто против албанците, убедувајќи дека се судат албанците во Македонија, што е апсолутно неточно. Кажувајќи дека сака да се осудат албанците со ова. Тоа е само злоупотреба на чувствата на албанците во Македонија како етничка заедница, заради други цели, заради други агенди, заради други интереси, а не за интересите на албанците и интересите на македонците и интересите на сите други граѓани во Македонија. Zoti Kryeministër, protestat në Maqedoni kanë mobilizuar edhe faktorin ndërkombëtar. Çfarë do me thënie kanë për ju apelet edhe nga ana e ndërkombëtarëve? Да, сосема очекувано дипломатите во Македонија
покажаа голем интерес за целата ситуација и со внимание ја следат. Јас се сретнав со неколку од нив, со дипломатите на најкрупните, највлијателни држави во светот. Нивното убедување е прво дека полицијата интервенираше соодветно и професионално и дека немаше пречекорување на овластувањата на полицијата. Второ, она што ми го рекоа е дека полицијата беше нападната во неколку случаи од страна на насилни демонстранти, односно дел од демонстрантите кои употребија насилство. Дали е доволно да ви кажам, например, дека еден камион бекатон се однесе одпред судот во петокот по завршувањето на протестите. Значи, некој преходно донел еден камион, ги распределил на сите демонстранти за да фрлаат врз полицајците, заради што многу полицајци беа повредени. Некои од нив и оперирани. Некои од нив ќе имаат и подолго време последици. Знаете ли што значи на секој од, например, 1000 демонстранти да му дадете по едно парче од бекатон? Тоа се 1000 парчиња бекатон. Или по 2, например. Така што, уште еднаш сакам да потврдам дека се работи за друга агенда, а се злоупотребува чувството на албанците, кои во овој момент ги немаат сите информации заради природата на случајот, затоа што судската постапка не е завршена и затоа што ако излезат информациите и сите класифицирани докази, кои што имаат третман на класифицирани докази, што значи дека не смее да се објавува додека не заврши судскиот процес, нивната важност ќе опадне. Исто така, граѓаните во голема мера се информирани од изјавите на адвокатите. Затоа што адвокатите во принцип секогаш ги бранат своите клиенти. Вие сте сретнали ли некогаш адвокат кој што ќе излезе и ќе го обвини неговиот клиент? Тоа е нормално. Секогаш, секаде во светот па и тука, секој адвокат го брани клиентот. Кажува дека е неправедно осуден, кажува дека е неправедно приведен, дека нема докази, дека се лоши доказите. Тоа го правеа и адвокатите на шестмината кои што се во прв степен осудени. И не треба граѓаните да подлегнуваат на изјавите на адвокатите, бидејќи работа на адвокатите е да си ги бранат клиентите и кога се виновни. Qartë, I тоа го прават. Do të ndërhyja këtu, domethënë, përveç kësaj, edhe partneri juaj, koalicioni qeveritar, Bashkimi Demokratik për Integrim, kërkon sërish rishqyrtim të gjithë procedurave në rastin Monstra dhe sërish monitorim të drejt për drejt të faktorit ndërkombëtar. Si ju e komentoni kërkesën e partnerit tuaj të qeverisë? Мислам и чувствувам дека господинот Ахмети е под определен притисок. И нормално е да се обидува да балансира помеѓу своето гласачко тело и она во што мислам дека верува, а тоа е да се почитуваат законите. Сметам дека ако некој мисли дека на мене или на Ахмети ние на ваков начин ќе наштети или ќе ги растори односите во коалицијата, дека се лажи, затоа што сите ние сме луѓе кои што добро ги анализираат работите, ги пребираат сите информации и дури тогаш носат конечни одлуки. Наблюдувачи од ОВСЕ, како што кажав, беа вклучени во целата постапка од самиот почеток на начин кој што е дозволен со законот. Јас често велам дека Уставот и законите се граница на овластувањата и на действувањата. Не може, односно, нашиот правен систем не познава друго учество на странци во судска постапка од она на кое што веќе го имаше ОВСЕ, например. Уставот е квалитетен и ние сите треба да го прифатиме како таков и треба да го почитуваме тој устав. Значи, се што можеме да правиме е во рамките на уставот и во рамките на законите. Megjithatë, apeli juaj për qytetarët në fund, zoti kryeministër, cili do ishte? Për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë. Мојот апел до сите граѓани е дека треба внимателно да го следат процесот, да не подлегнуваат на дезинформации, да не носат одлуки на база на моментални чувства кои што доаѓаат од различни информации, кои што понекогаш се и дезинформации. Доколку се одлучат да протестираат, тоа да го прават на мирен и демократски начин, како и во секоја држава.
да дозволат судот да ја заврши постапката во сите негови степени. И на крајот да се уверат во тоа што е вистината. Гледам дека се организираат и контрапротести и протести до сите апелот. Било какво насуство само ќе создаде проблеми и на државата и на самите нив. Нема да реши ниту еден проблем. И од тој аспект се надевам дека утре ќе имаме мирни протести. Воспротивно, институциите на државата, полицијата, ќе мора да си ја вршат својата работа и да ги заштитат животите, здравието на граѓаните и институциите.